Имаше едно дете, еден татко сказни плете за Гавро и Аркенгу и Ру, Зајо, Праслин и Вини Пу. Носат радост, дарат смеја, освен тоа ке ви пеат многу случки, малку ум не можат без Вини Пу. Жителите на шумата од подамна не можеа да излезат од своите домови. Дождот со денови паѓаше, паѓаше и паѓаше. Доста е непријатно кога некој вака малецо ќе се најде окружен со вод. Кристофер Робин и Пу може да се спасат кочувајќи се надрево. Кенгу и тигрот со своите брзи и долги скокови. А Зајо може да се залечи уште под лабоков земја. Гавро ќе се спаси со летање, а Јер може да се спаси така што ќе крела врева со копитата се додека не го спаси. Јас сум окружен со вода и не можам ништо да сторам. Се сеќавам кога Кристофер Робин еднаш ми раскажуваше за еден човек кој се нашол на пуст остров и кој напишал нешто и тоа го ставил во едно шише што потоа го фрлил в море. Може би некој ќе ми дојде на помош ако јас напишам нешто и тоа нешто го ставам в шише, а потоа го фрлам во море. Напишав: на помош! На помош на Праслин! Тоест мене! За да му биде јасно секом. Сега останува некој друг да стори нешто за мене и се надевам дека тоа ќе биде наврго. Зашто ако не го стори тоа, ќе бидам принуден да пливам. А јас не умеам да пливам. О, да беше барем Пу со мене. Во поплавата ни на Пу не му беше лесно. Водата навлези во неговата куќа и тој во последен момент успеа да спаси неколку ќупови со мед и сега си седеше на гранката и чекаше да си отиде водата. 2 дена подоцна си седеше Пу на својата гранка, а крај него имаше 4 ќупови мед. 3 дена подоцна си седеше Пу на гранката, а крај него имаше 1 ќуп мед. 4 дена подоцна си седеше Пу. И токму тогаш водата го донесе шишето на Праслин. Мед! Не е мед. Само напразно се наводелив. Како ли ова книгче во шишево? Нешто пишува на него. Сигурно е некаква порака. Еве тука има П. И тука и тука. А П значи Пу. А тоа значи дека поракава е за мене. Бидејќи јас не знам да читам, морам итно да го пронедам Кристофер Робин или Гавро или Праслин и тие да ми кажат што значи поракава. Само, јас не можам да пливам толку далеко. Ете ти сега. Имам една идеја од оние идеи за кои што Кристофер Робин вели дека се многу добри за едно мече со сосема малку мозок. Штом шишево може да плови, тогаш и ќупот може да плови. А ако тој е доволно голем, тогаш и јас можам да пловам седејќи на него. Ќе го земам својот најголем празен ќуп и ќе го затворам, а бидејќи секој брод си има име, јас својот брод ќе го наречам Пловечко мече. Гавро, нели ова изворедно? Се наоѓам на остров. Атмосферските услови последниве денови беа сосема неповолни. Како? Врже.
Поплавата достигна невидени Што размери. рече? Насекаде има много вода. Да, забележам. Меѓутоа, условите нагло се стабилизираат. Секој А ти момент... го видел ли пу? Не. Секој Се момент... надевам дека му е добро и дека е праслин со него. Веројатно. Секој момент... Габро, скокни да видиш што права. Пу нема баш многу мозок и би можел да направи нешто непромислено, а јас толку многу го сакам. Добро, веднаш се враќам. Уне таму. Не е таму. Деновиве се седеше на една гранка од дрвото каде што живе и покрај себе имаше ќупови со мед. Но сега ќуповите ги нема, веројатно затоа ни него го нема. О, Пу, а каде ли си сега? Тука сум, за тебе. Како се најде тука? Допловив со мојот брод. Знаеш, примив една важна порака. Ама, бидејќи ми влезе вода во очите, не можев да ја прочитам и ти ја донесов тебе. Со мојот брод. Што пишува? Ово е од праслин. Зарем не пишува пу? Значи тие букви биле праслини, а не пуи. Мораме веднаш да го спасиме. Гавро, би можел ли ти да го пренесеш на твојот грб? Мислам дека не би можел. Постои оправдано сомнение дека известни мускули од крилјата... Тогаш те молам одлета кај него и речи му дека веднаш доаѓаме да го спасиме. А Пу и јас веќе ќе смислиме некој начин за спасување. Пу, каде е твојот брод? Треба да те предупредам, Кристофер Робине, дека тоа не е обичен брод. Понекогаш тоа е брод, а понекогаш повеќе неволја отколку брод. Тоа зависи... Од што зависи? Па, од тоа дали сум јас врз него или под него. Пред малку јас и тој не можеме да се согласиме кој ќе биде врз кого и додека се договоривме 2 или 3 пати се најдов во доста незгодна положба. Еве, ова е мојот брод, наречен Пловечко мече. Пу, ти си навистина храбро и знодливо мече. На твојот брод е малечок за двајца. За тројца, со праслин, Што да правиме, Пу? па, би можеле да отпловиме во твојот чадор. Во мојот чадор? Види, па тоа може да биде одлична идеја. Затоа овој брод ќе се вика Умниот Пу. Бродот Умниот Пу со капитанот К. Робин и првиот офицер В. Пу се подготвува да исплови кон југо-запад за да го спаси Праслин. Ете, Гавро, помина поплавата и сега можам да природам свечено. Заради сето она што го стори Пу за да го спасиме Праслина од поплавата. Аха, само затоа ли? Гавро, те молам одлете и кажи им на сите да додат на таа свеченост. Пу, Кристофер Робин приредува свеченост и те кани да дојдеш. Аха! А ќе има ли од оние мали колачиња со црвеникав прелив? Друго и не очекував од Пу. Јар, Кристофер Робин приредува свеченост. Интересно. Веројатно мене ќе ми ги испрати остатоците и отпадоците што ќе ги собере од масата и подот. Благородно и внимателно од него. Имам покана и за тебе. А што е тоа? Покана. Добро дете, чув, кој ја загубил. За тебе. Се покануваш да присуствуваш на свеченоста. Ти мислиш на Праслина. Оној малечкиот со немирни ушенца. Тој е Праслин. Ќе му кажам. Не, за тебе е. Кристофер Робин рече да ги поканам сите. Сите освен Ијар. Да, сите, освен Ијар. Знам, но сепак ќе дојдам. Само не обвинувајте мене ако врне. Оваа свеченост се одржува во чест на оној што сторил нешто, а ние сите знаеме кој е тој и што сторил. А јас за него имам еден подарок. Каде е пакетот? Другари, мене ми е особена чест или може би е подобро да речам, досега ми беше особена чест што ве гледам на оваа моја свеченост. Она што го сторив јас не е ништо особено. Секој од вас
освен Зајо, Гавро и Кенгу би го сторил истото. Да, и освен Пу. За Прастен и Ру не треба ни да се зборува, тие се премногу малечки. Секој од вас би го сторил истото, но ете се случи тоа да сум јас. Сметам дека не треба да нагласувам дека тоа што јас го сторив, не го сторив за да го добијам она што Кристофер Робин сега го бара. Погледнете да не е под масата. Туку тоа го сторив затоа што сметам дека секој од нас треба да стори се за да си помогнеме. Сметам дека... А јас мислев дека ова твоја свеченост. Па и јас мислев, ама изгледа дека не е така. А јас повеќе би сакал да е твоја отколку на Ијар. И јас? Како што реков, пред да ме прекинат разни непредвидени звуци, сметам дека... Еве го подарокот, дајте му го на Пу, за него е. За Пу? Се разбира, за најдоброто мече на светот. Не сум изненаден, а и не се жалам. Си имам и јас пријатели. Не се сеќавам дали беше минатата или предминатата недела, ама тогаш некој, не се сеќавам точно кој, ми беше во посете и си позборувавме. Да, иако налета на мене и рече, истави ми се од патот. Сепак мислам дека намерно ме посети и така постојано нешто се случува. Што има во пакетот, Пу? Отвори го, Пу! Да видиме, Пу. Зерем, не погодувате што би можело да има? Што? Еве што! Крај е нешто тажно, што има око влажено. Крај е нешто штом се скрши. Крај е нешто штом ќе сврши. Збогум, да сте здрави, нова средба ќе се јави. Дури светот чува казни, неќе има срца празни. Збогум, да сте здрави, нова средба ќе се јави. Дури светот чува казни, неќе има срца празни. Крај е нешто што се сели, крај е нешто штом се дели. Крај е назад што не влече. Крај е Збогум што се рече. Збогум,